Првата генерација дипломирани студенти на оделението на фонд во Струмица ја имаат честа да се пофалат дека тука, во нивната родна Струмица, се стекнале со високо образование. Тие секогаш ќе бидат прва генерација на оделението на фонд во Струмица и ќе останат запишани во аналите на работењето и постоењето на универзитетот. Првите засега се најдобри, но тоа не значи дека генерациите по нас нема да не надминат. Би било неприродно да не биде така. И сега, во моментот, кога ги достигнуваме академските височини, кога во раце ги имаме дипломите, треба на вистина да се кажеме самите себе си, но и на професорите. Тука не застануваме, продолжуваме понатаму, ви бараме уште повеќе знаење. Дипломите кои денеска ќе ги добиеме се само прв чекор во навлегувањето и совладувањето на нашите професии, но и еден голем чекор за натамошно квалитетно навлегување во образованието и науката. Во чест на тие повисоки цели, уште еднаш ви опатувам мојата длабока благодарност, почитувани професори. Заедно растевме и го градевме оделението на фонд во Струмица, но убеден сум дека и заедно ќе продолжиме во иднина. Ви благодарам. Секогаш бидете во служба на вашата земја и на сите нации во светот. Со среќа. Сега го повикувам човекот кој безрезервно и безвременски се оддаде на оформување и максимално поддржување на оделението фонд Струмица. Нашиот ценет директор, магистар Саша Масов. Благодарам. Почитувани декани, почитувани професори, почитувана администрација на Фонд универзитет, почитувани роднини и пријатели, почитувани наши студенти дипломци. Чест ми е што сум денеска дел од оваа церемонија, доделување на дипломи на нашата прва генерација на студенти во Фонд универзитет Струмица. Чест ми е што сиве овие години бев дел од ова семејство наречено Фонд универзитет. Семејство во кое од една страна беа професорите во улога на родители, а од друга страна студентите како нивни деца. И јас, кој во улога на деновиве актуелниот големиот брат, имаше обврска се да снима и балансира. За моја среќа, односите меѓу нив беа на толку високо ниво, што сега можам слободно да кажам. Да, сите ние сме всушност дел од нешто големо. Дел од голем универзитет, составен од големи професори и се надевам уште поголеми нивни следбеници, нашите студенти. Заедно поминавме големи моменти на кои ние секојаш ќе се сеќаваме. Во оваа прилика сакам и јавно да им се заблагодарам на сите оние кои во изминативе години беа дел од оваа прекрасна приказна. Иако од оправдани причини денеска не сте овде со нас, сакам јавно да им се заблагодарам на председателот на нашиот универзитет, господин Фијат Сановски, на нашиот ректор, професор доктор Александар Николовски и секако на генералниот менаџер магистар Сефер Цановски, без чија идеја и поддршка се ова немаше да биде возможно. Исто така, сакам да им се заблагодарам на овде присутните, нашите неуморни декани, луѓето кои за оваа приказна го заложија сиот свој кредибилитет, авторитет и време. Луѓето кои безрезервно ме поддржаа сиве овие години. Ве молам аплауз за професор доктор Мирко Трепуновски, професор доктор Александар Дончев, и професор доктор Темел Користевски. Не можам да не искажам благодарност и на деканот на политички науки господинот Назми Малики. Ви благодарам за присуствието декане. Изразвам благодарност и на човекот кој и денеска најде време да биде со нас. Човекот на кој можевме сите ние да се потпреме во секое време, човекот кој можеби ми ги даде и најдобрите совети како да ги поставам прасите на развој на нашето оделение. Аплауз за професор доктор Стефан Буџаковски. Користејќи оваа прилика, сакам јавно да им се заблагодарам на моите драги пријатели, родители. Имам една порака за вас. Бидете горди, имате прекрасни синови и ќерки. И верувајте во нив, дајте им шанса. Дајте им шанса да го покажат она што го знаат.
во вашите компании, во компаниите на вашите блиски. Инвестирајте во нив, инвестирајте во нивните собствени бизниси. Еден ден, верувајте, нема да зажалите. Аплауз за родителите. И на крај, за оние најдрагите, за нашите драги студенти, почитувани наши дипломци, велат, големите моменти доаѓаат заедно со големите предизвици. Со големиот предизвик да завршите факултет, веќе се соочивте. Тоа веќе зад вас. Денес заслужено го живеете големиот момент на вашето дипломирање. Но не застанувајте тука, продолжете понатаму. Соочите со сите предизвици кои животот ќе ви донесе. Соочете се со нив достоинствено. Верувам ќе ги совладате. Вие го можете тоа. Ние ќе се радуваме на тоа, како што се радувавме и досега. И ќе бидеме некои на кои секојаш ќе можете да се подпрете. Онакви како што и досега бевме. Нека вие со среќа. Ви посакувам многу здравје, многу успеси и уште многу среќни моменти. Ви благодарам. Во име на ректорот на Универзитетот ФОН, професор доктор Александар Николовски, да ве поздравам и да ви посакам се најубаво во животот. Исто во име на менаџментот на ФОН Универзитетот да ја испратам и таа порака. Но, пред да почнам да ги доделувам дипломите, сметам дека ова што се случува во Струмица, за прв пат приватен универзитет да промовира повеќе од 50 дипломирани студенти на 3 факултети, очекувам дека до година ќе биде на 5 факултети и бројката ќе биде поголема. Но, заслугите ги носат луѓето кои што ја организираа работата во Струмица и крајна благодарност на директорот Сашо Масев, на човекот кој што безпрекорно ја води администрацијата, нашиот поранешен студент, сега административен работник Васе, нема да го заборавам и неуморниот Чиро и неговата сала. Ако овие луѓе ги немаше тука, но ако ја немаше вашата поддршка, ако ја немаме поддршката од општинската власт, на што им благодарам, а им честитам на изборот за градоначалник на општина Струмица, на новиот, стариот градоначалник Зоран Заев. На сите граѓани на Струмица што ја дадоа довербата да студирате на универзитет во кој индивидуалноста е пред колективитетот. Знаењето и познавањето на проблематиката да помине низ неколку фази. Ова е универзитет кој што се темели на знаење, на перспектива во надополнување на знаењето и се темели на знаење кој што го пренесуваат еминентни, квалитетни и високо образовани професори и помошен персонал кој што работи на универзитетот. Тоа ние го потврдивме. Денес меѓу вас се наоѓа деканот на детективи и безбедност Донче, Александар, деканот на политичко-правни науки, дипломатија, професор доктор Назми Малики. Ја му честитам, вчера стана редовен професор и сакам да професор доктор Темел Користевски, декан на правниот факултет. Но тука требаше да се придружи ценетиот професор доктор Стефан Буџаковски. Кон универзитетот се темели на сериозност. Првата фаза, кога доаѓавме во Струмица,
се собиравме во една мала канцеларија во центарот на градот, лево од тврдината на Струмица, во која убедувавме дека создаваме приватно образование, дека создаваме образование во која секој ќе може да се најде и да постави своји темели, и тогаш убедувањата беа во правец да се конституира. Ја поминавме таа тешка фаза, потврдивме дека денес можеме да кажеме дека фон универзитетот со оделенијата во Струга, Гостивар, Струмица и централата во Скопје и бројка 5000 и повеќе студенти. Многумина дипломирани, многумина вработени. Но втората фаза беше потешка. Да воведеме квалитет во образование. Да воведеме содржина на тоа образование, да бидеме подобри од другите. Ја направивме и таа работа. Не останавме во делот дека работите завршуваат после секоја свршена работа и се што е ново не треба да се применува. Системот на дигитализација, системот на електронско учење, системот на компјутеризација, системот на иновации беше третата фаза во нашето делување. Но универзитет кој што стреми кон височини, универзитет кој што стреми кон светско знаење, не останува тука. Појдовме во четвртата фаза, а тоа е спојот на завршените студенти со стопанството, со јавниот сектор, со фирмите, со предпријатијата. Преку фабрика на знаење успеавме да покажеме што студентите може да научат, што студентите научиле, како студентите да го пренесат тоа знаење таму каде што одат да ги извршат задачите, и денес имаме позитивни укажувања од многу предпријатија кои што значат нешто во Република Македонија. Ќе споменам неколку: Тиквеш, Пивара, Европа, Халбанка, Комерцијална банка, Тутунска банка, Агенција за лични податоци, сето она во кое ние студентите ги пуштивме да го пренесат знаењето, но таму од луѓето кои што ги пратеа нашите колеги добиваме барања за вработување, добиваме барања за ангажман и потврда дека системот на учење на фон универзитетот ги задоволува потребите на модерното стопанисување, ги задоволува потребите на квалитетот и образовната структура која е потребна. Ја тука ќе застанам. Ќе застанам затоа што овие 5-6 среда во првиот дел пред вас, со овие црвени убави капи говорат за она што го добија како знаење, за она што имаа можност и со своите професори, и со своите менаџери, и со ректорската управа равноправно да разговараат, да бараат повеќе, да потврдуваат она што е квалитетно и да го реализираат тоа што треба да биде уште подобро. Ви посакувам пред се здравие, потоа ви посакувам среќа, но една работа на крај ќе ја кажам. Сите ние се определивме да градиме општество по име капитализам. Капитализмот е општество на неизвестност. Капитализмот е општество на делот на пазарната економија. Капитализмот е општество на предприемништво, а тоа значи барања од студентите да многу повеќе вложуваат во знаењето и тоа да го потврдуваат во пракса. Нека ви е со среќа.